Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Јавно прашуваме дали Љупчо Николовски, кој што е вице-премиер за борба против корупцијата, е всушност најголемиот корупционер во власта. Додека инспекциите затвораат фирми на граѓани и за најмал пропуст фирмата на братот на Љупчо Николовски наплаќа во кеш, без притоа да издава фискални сметки. За тоа има и докази. Братот на Николовски врши криминал и нелегално зема готовина. Николовски наплаќаат кеш, ова ќе биде доставено и до медиумите испратено. Ова е слика од каса прими, која што всушност докажува и покажува дека братот на Љупчо Николовски наплаќа во кеш. Спротивно на законот за регистрирање на готовински плаќања, наплаќа на одредени правни субјекти. Фамилијата Николовски го кршат законот и работат спротивно на прописите. Имено, според член 12 од Законот за регистрирање на готовински плаќања се вели: не е дозволен промет на добри услуги кои не се вршат преку монтиран и воведен во користење одобрен фискален систем на опрема, освен во случаеви кога е потребен ремонт или поправка на фискална апаратура, односно надворешниот GPRS уред. Доколку било кој друг граѓанин беше на местото на братот на Љупчо Николовски, првин ќе добиеше глоба од 5000 евра, а потоа ќе имаше постапки против него од страна на управата за јавни приходи. И така, човекот глава немаше крене од инспекции и казни, но кога се работи за личните бизниси на врвот на СДСМ, вклучително тука за вториот човек во СДСМ и во власта, законот не важи, важно е само да се прават пари. Уште еднаш ќе ги покажам. Ова се каса прими издадени од страна на фирмата на братот на Љупчо Николовски, Laricom Impex, како доказ дека наплаќаат во кеш без да издадат фискална сметка. Ја повикуваме јавно Сања Лукаревска и управата за јавни приходи веднаш да постапат согласно законот и да влезат во фирмите на семејството Николовски, но и да каже воедно зошто до сега не постапиле согласно законот. Каде се пропустите и дали Љупчо Николовски влијаел со својата функција за неговиот брат да може непречено да работи нелегално, спротивно на законот. Ја повикуваме Државната комисија за спречување корупција веднаш да отвори случај против Љупчо Николовски и да ја преиспита неговата вмешаност, влијание, дали го има, како и дали била злоупотребена неговата функција и влијание во корист на фирмата на неговиот брат. Но, и како додека 6200 фирми во Македонија пропаднаа заради корона пандемијата, фирмата на Николовски има раст на приходите од 2100%. Го повикуваме уште еднаш јавно да соопшти Љупчо Николовски дали и како се случило ова и веднаш да си даде оставка од позицијата вице-премиер за борба против корупцијата. Како институциите непречено без страв од него и неговата позиција и влијание и моќта која му ја пружа позицијата ќе можат да го истражат случајот. Дали семејството Николовски преку фирмата Laricom Impex наплаќале во кеш преку каса прими спротивно на законот. Одговорност мора да има и одговорност ќе има. Институциите да се завршат својата работа, ние ќе го следиме случајот. Благодариме на вниманието. Повелете прашања. Првин од тука, па подоцна, бидејќи стигна и електронски, би сакал да одговорам и електронски. Повелете. Видете, во однос на случајот Монструм и протестите кои што вчера се случија, неколку пати јавно имаме кажано и повторно ќе повторам уште еднаш ставот. Премиерот од СДСМ Зоран Заев си играше со чувствата на граѓаните. Ги лажеше и албанците, ги лажеше и македонците. Односно ги лажеше семејствата на оние кои што беа трагично погубени на тој настан, а ги лажеше вклучително и граѓаните и семејствата на оние кои што беа обвинети и осудени.
Практично тој подгреваше меѓуетничка тензија помеѓу граѓаните. И за сето ова што се случува изминатиот период, е виновен единствено Зоран Заев. Факт е дека е ноторен лажго во однос на било какви инциденти кои што се случуваат во Република Македонија. Уште еднаш ќе потенцираме дека осудуваме секаков вид на насилство и инциденти. Благодарам. Сега би сакал да ги прочитам прашањата кои што пристигна електронски до прес-центарот на ВМРО ДПМН. Најпрвин коментар за нападот врз академикот Илија Чашуле. Од она кое што може да се види низ медиумите, вклучително и изминатиот период, еминентни лица од општеството се брутално тепани, малтретирани, да не речем масакрирани физички низ улиците на Скопје, но и останатите градови. И тоа наназад трае неколку години, а тоа е затоа што постои неказнивост од страна на институциите, вклучително и Оливер Спасовски не си ја работи својата работа. Од она кое што сакам да го потенцирам е дека неказнивоста која што постои само повеќе ги стимулира луѓето да бидат предмет, односно да вршат напад, а вакви еминентни личности да бидат предмет на напад. Вклучително сакам да потенцирам, не сакам ни да помислам дека е вистина, но сите факти укажуваат на истото, а тоа е дека ова можеби е порака од власта до господинот Чашуле да заради она кое што Ману одби да го внесе, да ја внесе придавката Северна во својата институција. Затоа уште еднаш сакам најостро да ги осудам нападите врз господинот Илија Чашуле, сторителите веднаш да бидат најдени, бидејќи вклучително ако од секаде се говори, се слуша дека оваа порака му е пратена од власта, многу лесно власта ќе може да ги најде сторителите и веднаш сторителите да се најдат зад решетки. Доволно е самоволија, доволно е сеење страв и доволно е тепање и брутално масакрирање физички на луѓе низ улиците, поготово вакви еминентни лица од општеството и од државата како господинот Илија Чашуле. Затоа уште еднаш го судуваме насилството и повикуваме веднаш да бидат најдени сторителите, а вклучително како морален чин на одговорност и Оливер Спасовски, но и Зоран Заев да си поднесат оставки. Дали за овој случај, дали Зоран Заев за случајот со лажењето за случајот Монструм, за предметот Монструм, нивна морална одговорност е да си дадат оставки. Второ прашање кое што е поставено, коментар за кинеските вакцини. Министерот Венко Филипче кажа дека ќе доцнат. Ако се вратиме наназад периодот, целовремено гледаме дека и Венко Филипче, и владата и Зоран Заев само лажат во однос на набавката на вакцини. Најпрвим велеа дека ќе стигнат 100.000, па не знам 50.000, па 8.000, па 200.000, па биле капарисани, нарачани, така натака. Еве, даваат датуми 15 февруари, дојде 1 март, се уште нема вакцини. Имам информација дека е вратен авансот кој што владата го платила до кинеската фирма за набавка вакцини, па затоа прашуваме јавно дали е вистина дека е вратен авансот за кинеските вакцини и воедно кои се причините доколку е вистина дека е вратен, иако потенцираме дека нашите информации говорат дека авансот е вратен до владата и практично не само што ќе доцнат, туку ние нема ни да добиеме вакцини од кинеската фирма во идниот период. Тоа беа прашањата. Благодарам.